сакавме да направиме промена и сакавме да ги вклучиме младите луѓе и да направиме нешто што е забавно за нас. Не го правевме тоа за други само, го правевме и за нас. Немавме никакви средства, сите го работевме волонтерски. Не ни беше јасен патот по кој идевме, ама беше јасно дека сме тука искрено да направиме некаква промена и да им дадеме на останатите шанса да направат таа промена со нас. Да ние како млади луѓе на некој начин се инволвираме во општеството и поттикнеме други млади луѓе да направат некакви промени. Кога почнавме бевме прилично мала организација, но доста ентузијастички, доста мотивирани. Најмногу ме мотивираше тоа што се мотивираат другите од сите нас. Во моментот кога ќе видиш дека правиш нешто што другите млади околу тебе сметаат дека им е корисно, дека може да им биде од полза, ти едноставно сакаш да продолжиш да го правиш истото. Ние сме семејство, ние сме пријатели и тоа е една мрежа на млади луѓе. Средствата за формирање на организацијата беа донирани од нашите родители. Никој на вистина ниту знаеше финансиски менеджмент или пак организацијски менеджмент. Постојано проектите беа се поголеми, поинтересни, повозбудливи. Го добивме првиот проект од програмата Млади во акција, кој што имаше вистински буџет, вистински активности. Програма за младински активизам се формираше која дава помош особено на млади јадра, на потенцијални групи кои што сакаат да се здружат и да направат нешто. Младите луѓе кои што доаѓаа, секогаш беа оние кои што ни беа поддршка и мотив ние да направиме промени понатаму. Од заработите ќе мора многу да инвестираат и време, и енергија, и труд, и тоа на крај ќе им се исплати, ќе им се врати многу пати повеќе од тоа што ги инвестирале. Мојата порака до младите е да ги искористат сите прилики кои ги имаат, а ако мислат дека ги немаат, да создаваат нови.